Градската хируршка болница Свети Наум Охридски го по 8 септември преплавени со пациенти. Нефункционалноста на хирушките сали на клиничкиот центар цели 11 дена го зголеми двојно притисокот врз овие две болници. Еден хирург дневно прави најмалку по 5 операции. Болничките капацитети се исполнети, а медицинскиот персонал е преоптоварен. Алармира директорот на градска болница Љубен Арсенков. Тој вели дека во последниве 10 дена дневно по 450 пациенти гравитираат низ болницата Свети Наум Охридски. Хроничните пациенти не ги примаме што се за операција и оперираме само итни случаи. Така да за овие 10 дена примени се некаде 170 итни пациенти, од кои што кај 150 е направена хируршка интервенција. Зголемен е бројот, зголемен е и обемот на работа на персоналот. Арсенков се плаши дека во следниот период ситуацијата ќе биде уште поалармантна. Се надава дека проблемот со кислородните пумпи ќе биде решен што поскоро. Во спротивно ќе има лош исход, односно здравствениот систем целосно ќе крахира. Тој бара на испомош да се активираат и хирурзите од другите градови во Македонија, а наједноставно решение според него е операции да се прават и во општите болници во внатрешноста. За жал, тоа што се случува таму, не би знаел до кога би траело и сигурно дека ако продолжи, ќе се исполнат капацитетите и можеби ќе треба да се размислува за активирање на некои центри во внатрешноста, да можат оние случаи што вообичаено и без ова ги праќаат овде, сепак да се третираат во матичните хируршки установи. Во меѓувреме, хаосот на хируршките клиники продолжува и не се знае кога ќе проработат операционите сали. Лекарите функционираат во импровизирани услови, пациентите во агонија поради пролонгирање на интервенциите, а министерот за здравство Илир Демири не знае до кога ќе трае испитувањето. Од каде доаѓа смрдејата во оперативниот блок. До тогаш клиниките ќе функционираат со надворешни компресори и тоа само за наитни случаи, а одговорност и натаму нема. И во април имаше дефект со компресорската станица, што тогаш траеше само 2 дена.